Организациониот одбор на Струмичкиот карневал ја објави програмата за годинашната манифестација Струмички карневал 2017. Карневалските празнувања ќе започнат на 22 февруари со детскиот маскенбал, а ќе завршат на 1 март со традиционалните обичаи по повод празникот Тримери. 23 февруари е резервиран за концертот под маски на музичкото училиште Боро Џони од Струмица. В петок, 24 февруари, ќе биде карневалското дружење со гостите од странство, а вечерта во хотелот Сириус ќе се одржи традиционалниот маскенбал, на кој ќе бидат одбрани принцот и принцесата кои ќе ја предводат главната карневалска поворка, в сабота на 25 февруари. Во саботата е интернационалната карневалска вечер, за која што веќе реков, очекуваме 17 групи од странство и од прилика толкав број од Струмица и Македонија, значи вкупната поворка би имала околу 35 карневалски групи. Во недела е традиционалниот детски карневал по повод Трочка, а додека трите дена на познатите струмички тримери за кои што и се одржува Струмичкиот карневал се резервирани за традиционалните содржини. Во понеделникот е пресконференцијата на која што ќе се соопштат резултатите за најдобрите маски. Исто така тука е отварањето на изложбата и доделување на наградите за најдобри карикатура и афоризам, за кои што е од годинава може да кажеме Струмичкиот карневал покрај дипломата за најдобра карикатура од годинава ќе доделува и награда за најдобар афоризам. Годинава за прв пат ќе гостуваат и карневалските групи од Москва, а веќе е потврдено учеството и на гостите од Србија, Бугарија, Црна Гора, Албанија. Еден главен проблем при организацијата се појави, бидејќи годинава се поклопуваат католичкиот и православниот Великден, така да сите традиционални карневали се одржуваат во ист термин, така да нашите традиционални учесници од Хрватска, Словенија, Италија, значи оваа година нема да може да бидат присутни овде, но затоа ние се потрудивме да обезбедиме значи карневалски групи од други дестинации кои што немаат своји традиционални карневали, така да зацртаната бројка од околу 450 учесници од странство ќе биде и годинава исполнета. Значи досега, а мислам тоа е веќе и коначна бројка, ќе можеме да кажеме дека ќе има учесници за прв пат од Москва, само да не дојде проблем како минатата година со неиздавање на визи, бидејќи патуваат преку Бугарија. Имаме едно посебно изненадување, ќе имаме карневалска група од Холандските Антили, односно Карибите, и останатите групи ќе бидат наши традиционални гости од обкружувањето од Србија, Црна Гора, Бугарија, Албанија. Околу 35 карневалски групи од земјава и странство ќе учествуваат на карневалското дефиле во сабота. Повикот за учество на интернационалните карневалски групи се уште е во тек и ќе трае се до 22 февруари.